Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате осмиот дел од книгата Потребата од имам. Авторот на оваа книга, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, чесниот основач на светски раширениот Ахмадија муслимански джемаат, роден во Кадијана, село во руралниот регион на Пенџаб, Индија, бил од Бог одреден реформатор на подоснежното доба на ветениот Месија и Мехди. Бил пратен од Бога како исполнување на претскажувањата содржани во Библијата, чесниот Куран и хадисите, со посебна задача на повторно откривање на исламот во неговата првобитна форма и убавина, и луѓето да се вратат кон нивниот создател. Ова книга е напишана само за 1 ден и половина и е печатена во печатницата Дија ул Ислам Кадијана под надзор на Хаким Фазил ул Дин Пхервија, собственик и менаџер на печатницата. उस मबदाउल अनवार का किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार. Дали е достојна за личноста на која илјадници пријатели и непријатели и поставуваат прашања и приговори и која е одредена да представува пратеништво, да има само неколку објавени реченици во прилог на неа, а тие се без никаков доказ? Може ли ова да биде доволно за да ги задоволи неговиот народ и неговите противници? Јас сега сакам да ја завршам оваа дискусија. Ако било што во неа има непријатно, на сите им се извинувам, како што исто така се извинувам на својот пријател, кој тврди дека е примател на објавите. Се ова го напишав во добра вера. Јас со целото срце го сакам овој мој пријател и го молам Бог да биде со него. Понизниот Мирза Гулам Ахмад, Кадијана, област Гурдаспур. हर तरफ जिस तरफ देखे वही राह है तेरे दीदार. Писмото на Маулви Абдул Керим до пријателот. Случајно наидов на ова писмо, кое брат Маулви Абдул Керим Сахиб го напишал на својот пријател. Бидејќи се однесува на предметот на оваа книга, јас овде го објавив. Во името на Аллах милостивиот, дарител без барање, со милосниот, благодарност на неговиот пријател и нека се мир и благослови на неговиот пратеник. Од Абдул Керим, на мојот брат и драг пријател Насрулах Кан, нека е мир над тебе и Аллаховата милост и неговите благослови. Денес повторно чувствувам потреба да ти ја раскажам приказната на моето болно срце, со надеж дека ќе ги споделиш моите чувства. Но оваа потреба не е без мотив, бидејќи двигателот на срцето не ги охрабрува своите робови да прават било што без намера или цел. Чаудри Сахиб, јас сум исто така синот на Адем и роден сум од слаба жена, и така морам да ги совладам човечките слабости, привлечноста на моите сакани и останатите недостатоци. Оваа личност родена од жена не може да биде со тврдо срце, доколку околностите не го направат таков. Мојата стара мајка, со меко срце и хронично болна, се уште е жива, како и мојот татко. Јас имам браќа кои ми се блиски и драги, и имам и други ближни. Мислиш ли дека имам срце од камен, па престојувам овде со месеци? Или дека сум луд и неразумен? Или дека нешто слепо го следам и дека сум потполно неук за духовното знаење? Или дали во семејството, соседството и градот сум познат како човек кој живее во грев? Или дали сум сиромав, просијак, кој постојано ги менува гледиштата за да ја засити својата глад? किस कदर ज़ाहिर है नूर
उस मबदाउल анвар. Аллах знае, а мелеките сведочат. Јас со Божјата милост сум ослободен од сите тие мани. Јас себе си не се сметам за чист, туку Бог чисти кого Он сака. Што тогаш во мене предизвикало толкова непоколебливост, која стана посилна од сите мои односи? Ова е лесно објаснето во една реченица. Тоа е препознавањето на имамот на ова доба. Тоа е прекрасно нешто кој ги кине сите останати врски и синџири. Ти добро знаеш дека јас, колку што е во моја можност, сум запознаен со духовните вистинитости и со скриените значења на Божјата книга. Дома јас немам никакво друго занимање, освен учење и подучување на чесната книга. Што тогаш јас учам овде? Зарем за задоволување на мојата душа не е доволно дома да проучувам и толку многу луѓе да ми аплаудираат? Не, Бога ми никогаш. Јас го проучував и подучував чесниот Куран и во петоците седев на мимбер и држев трогателни худби, предупредувајќи ги собраните на Божјата казна и советувајќи ги да се држат подалеку од гревот, но моето внатрешно јас секогаш ме прекоруваше. Зошто го кажуваш она што не го правиш? Најомразеното нешто во очите на Аллах е да го зборуваш тоа што не го правиш. Јас другите ги допирав до солзи, но јас не плачев. Другите ги свртував од неубавите зборови и дела, но никако не се откажав од нив, бидејќи не бев ниту лицемер, ниту измамник, и постигнувањето на популарност и стекнувањето на богатство никогаш не беше моја цел. Овие идеи го притискаа мојот ум, секогаш кога бев сам. Но бидејќи не гледав никаков пат за да се поправам, а мојата вера не ми дозволуваше да бидам задоволен во такви невистинити обреди, подлегнав на овие притисоци и станав сериозно болен во срцето. Многу пати се решавав да го напуштам проучувањето, подучувањето и проповедта, но храбро се враќав со жар да ги читам книгите за моралот, мистицизмот и толкувањето на честниот Куран. Со таа цел ги проучував Ихјаул, Улум, Аварифул, Мариф, Фатухат и Маки, сите 4 тома, како и огромен број на други книги. Што се однесува на честниот Куран, тоа беше храната на мојата душа и фала му на Бог, и понатаму е. Од детството на вистина од мали нозе, мојата наклонетост кон оваа честна и возвишена книга премногу е длабока за да ја опишам со зборови. Како што моето знаење се прошируваше, стекнав вештина за задоволување на публиката и за украсувањето на моите худби со фини и смешни приказни. Дури видов како многу болни луѓе беа излечени од мојата рака. Сепак немаше никаква промена во мене. На крајот, после големо колебање и чекање, ми беше откриено дека оваа гнасотија нема да се испере додека не го запознам живиот пример или не дојдам до фонтаната на животот, која единствено може да ги очисти сите внатрешни нечистотии. Погледни само како за 23 години совршениот упатувач и печат на пратеништвото салаллаху алейхи веселем ги водел своите другари низ етапите на духовната револуција. Честниот Куран бил значењето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, бил неговото вистинско олицетворение. Не биле само возвишеноста и величественоста на речитоста на честниот Куран или негов учен стил, тоа што на толку особен начин ги застрашило срцата. Всушност, практичниот пример на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, неговите морални доблести, секогаш испратени со манифестација на небеските знаци, било она што произвело неизбришлив печаток во срцата на неговите другари. Исламот му бил многу драг на возвишениот Бог и он сакал тој да живее до крајот на времето, а не сакал исламот да стане како другите вери, само остаток на застарени легенди и митови на минатото. Во секое доба оваа благословена религија
имала живи примери кои со своето просветлено знаење и пример направиле луѓето да го паметат времето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, на кого честниот Куран му бил објавен. Во нашето време и држејќи се на својот суннет, Семокниот Бог меѓу нас го воздигнал ветениот Месија алейхи селам, за да тој биде сведок на ова доба. जिस तरफ देखे वही राह है तेरे दीदार का जिस तरफ देखे वही राह है तेरे दीदार. Имав намера во писмото да ги раскажам неколкуте инстинктивни аргументи за да ја истакнам потребата од вистинскиот имам. Но само пред 2 дена, ветениот Месија алейхи селам ја доврши книгата на тема која е поврзана со одредени итности кои се однесуваат на потребата од имамот. И таа наскоро ќе биде објавена. Затоа јас ја напуштив својата идеја. На крајот те подсетувам на побожната атмосфера на нашата средба, на твоите добри намери, твоето доаѓање и учество во Дерсул Куран, на твоето мислење за мене и над се, на твојата добронамерна природа и апелирам на твојата чиста совест и искрена природа да се замислиш, бидејќи времињата се критични. Гледаш ли било каде жива вера, која е идеалот на честниот Куран, и оган кој го разорува гревот, која честниот Куран сака да го запали во градите на луѓето? Поради тоа се заколнувам во Бог, на возвишениот престол, и те уверувам дека токму ова е верата која човекот ја постигнува влегувајќи во баијат со ветениот Месија алейхи селам, застапникот на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, и држејќи се до неговото возвишено друштво. Се плашам дека секое одлагање на оваа вредна постапка може да предизвика страшна промена во срцето. Напушти го стравот од светот и биди подготвен да се изгубиш во името на Бог и на тој начин се да ти биде дадено. Веселам. तेरी कुदरत का कोई भी इंतहा आता नहीं, तेरी कुदरत का कोई भी इंतहा आता नहीं, किस खुल सकता है पेच इस उखदाए दुश्वार का, किस कदर ज़ाहिर है नूर उस मबदाउल अनवार का, बन रहा है सारा आलम आईना अब सार का. Денес го завршивме 8-миот дел од книгата Потребата од имам. Еселаму алейкум.